Драги ученици, добре дојдовте во нашата училница на уште еден час по англиски јазик. Денес учениците за петто одделение ќе имаат можност да се запознаат со зборови кои што се однесуваат на надворешниот изглед, на висината, должината или бојата на косата, бојата на очите и слично. Ќе се обидеме да образуваме кратки изрази што се однесуваат на надворешниот изглед. Најпрво да разгледаме неколку зборови што се однесуваат на денешната тема. Describing people. Опис на луѓе. Age. Однос на возраста. Young. Middle-aged. Old. So, in terms of someone's age, you can say he's young or he's middle-aged. In terms of someone's height, по однос на висината, луѓето можат да бидат tall, medium height or short. По однос на формата на телото, ќе усвоиме неколку зборови. Slim, fat, thin, слаб во негативна смисла на зборот, plump, well-built. Кога станува збор за лицето, ќе разгледаме неколку форми. Round, oval face, square, and long face. He's got a long face. Што се однесува до бојата и формата на очите, зборуваме за blue eyes, brown eyes, small eyes, or big round eyes, oval eyes, или најчесто за оние што носат очила ќе речеме he wears glasses or she wears glasses ако е девојка. По однос на општиот изглед, придавки кои што најчесто се употребуваат за девојки, за жени, beautiful and pretty. A man can be elegant. A clown can be funny. A small girl can be quite cute, and a man can be handsome. Згоден. Да погледнеме неколку кратки текстови кои што ни даваат добра примена на зборовите што се однесуваат на опис на надворешниот изглед. Во овој текст ќе се запознаеме со зборови, односно ќе ги видиме во пракса, изрази што се однесуваат на age, возраст, body figure, формата на телото, hair, косата и eyes, очите. Hi, I'm Tom. I'm 10 years old and I'm tall and slim. I've got brown hair and blue eyes. Тука може да направите пауза, да го стопирате видеото и да се обидете да го прочитате текстот, а може би и да напишете краток текст за себе, употребувајќи ги овие параметри: возраст, формата на телото, косата и очите. So we meet Tom again, and he says, "Meet my friends Jason and Eric. Eric is fat, and Jason is slim. But I like them both because they're very funny." Тука повторно може да го паузирате видеото, да го прочитате текстот и да се обидете да напишете краток текст за вашите другарчиња. These are my neighbors and my schoolmates, Susan and Simon. Susan is 15 years old and she's quite tall. Simon is 10 and he's not as tall as her. Исто така, повторно може да го паузирате видеото, да го прочитате текстот и да се обидете да напишете сличен текст за некој другарчиња од вашето соседство.
што се однесува до бојата на очите. All my friends have different color of eyes, blue, green, brown. This is a girl from my building. Her name is Maya. She's 16 years old. She's got long blonde hair and blue eyes like me. She's very beautiful. Да прочитаме уште еден текст. Во однос на тој текст ќе добиете и задача. These are Maria, Jeremy, and Peter. They are friends. They love their school because it's very big and cool. Maria has short brown hair. Jeremy has small eyes and a big head. Peter has curly black hair. Maria's purse is purple and her shoes are pink. She loves pink color. Jeremy's bag is blue and his pants are blue too, but his t-shirt is yellow and red. Peter has got a basketball. He likes to play basketball. His shorts are green and his shoes are gray. He has got a red bag too. His favorite color is red. Maria is 8 years old. Jeremy is 9 years old and Peter is 9 years old too. Maria is from Mexico. Jeremy is from Canada and Peter is from Ecuador. They have different nationalities. А сега, вашата задача. Добивате 7 искази. Треба да одлучите кои од нив се точни, а кои се погрешни. True, right, true or false. Тука може да го паузирате видеото и да го разгледате повторно текстот, да го прочитате и да одлучите околу исказите. На наредниот слайд ќе ги добиете точните одговори. Доколку го употребувате учебникот Welcome to, повеќе изрази или диалози, каде се применети зборови што се однесуваат на надворешниот изглед, може да најдете на страна 6 и 7. Ова е крајот на нашата денешна лекција. Ви благодарам на вниманието. Goodbye. See you in our next lesson.